Грдето пајче. На една тивка фарма, покрај зелените ливади и езерцето што блескаше на сонцето, една пајка грижливо ги чуваше своите јајца. Секој ден ги вртеше со клунот, ги грееше со пердувите и со радост ги очекуваше малите пајчиња. Птиците пееја, тревата мирисаше свежо, а во воздухот се чувствуваше дека ќе се случи нешто убаво. Едно по едно, јајцата почнаа да пукаат. Крц, крц, и од нив излегоа жолтеникави, меки пајчиња. Тие веднаш почнаа да пискаат, да се туркаат и да ја следат мајка си. Пајката беше пресреќна. "Колку сте убави," рече таа. Но едно јајце остана, најголемото, и никако да се отвори. Денот помина, па уште еден помина. Сите се чудеа зошто тоа јајце доцни. Конечно едно утро, крак, јајцето се отвори. Но од него не излезе мало жолто пајче. Излезе сиво, поголемо и некако чудно. Имаше подолг врат и несмасни нозе. Другите пајчиња го гледаа збунето, а мајката пајка тивко прошепоти: "Сепак и ти си мое дете." Се додека беа малечки, сите играа заедно. Но како што растеа, разликата стануваше поголема. Сивото пајче беше повисоко, погрдичко и несмасно. Животните во дворот почнаа да шепкаат: "Какво е тоа пајче? Не е наше." Другите пајчиња го туркаа, а понекогаш и клукаа. Пајчето се трудеше да биде љубезно, но колку повеќе се трудеше, толку повеќе беше осамено. Една вечер, кога сонцето заоѓаше и сенките беа долги, пајчето повеќе не можеше да издржи. Со солзи во очите, тивко излезе од дворот. Никој не го запре. Трчаше низ тревата, преку калта, додека не стигна до едни големи трски покрај езерцето. Таму се сокри. Слушаше како водата тивко мрмори и си мислеше: "Може би не припаѓам никаде." Дојде есента. Лисјата пожолтеа и почнаа да паѓаат како златни писма од небото. Пајчето талкаше од место до место. Некогаш ќе најдеше малку храна, некогаш не. Но најтешко беше кога дојде зимата. Ветрот беше остар, водата се заледуваше, а пајчето трепереше од студ. Една ноќ замалку ќе заспиеше во снегот за секогаш. Тогаш се случи нешто добро. Еден стар човек што минуваше го забележа пајчето. "Ох, сирото малечко," рече тој и внимателно го зеде во рацете. Го однесе дома, покрај огнот. Таму беше топло. Пајчето конечно се загреа, доби храна и вода. Но и таму не се чувствуваше сосема свое. Се плашеше дека пак ќе го избркаат. Кога зимата попушти, земјата почна да дише повторно. Се вратија птиците, тревата изникна, а сонцето беше меко и мило. Пајчето излезе надвор. Се погледна во мирната вода, веќе не беше исто. Пораснато, телото издолжено, а пердувите му станаа побели и помазни. Но тоа уште не го знаеше најважното. Еден ден, покрај големото езеро, пајчето виде нешто прекрасно. На водата пловеа 3 бели лебеди. Горди, мирни, како да се создадени од светлина. Пајчето се приближи срамежливо. "Ке ме избркаат, сигурно ке ме исмеат," си рече. Но лебедите само го погледнаа со нежни очи и продолжија да пловат покрај него. Пајчето ја наведна главата над водата и замрзна од чудо.
Во одразот не виде сиво грдо пајче, виде лебед. Голем, бел, прекрасен лебед. Тогаш разбра. Никогаш не било грдо, само било поинакво. Се насмевна. За прв пат во животот не чувствуваше срам, чувствуваше мир. И знаеше дека конечно припаѓа некаде. Понекогаш на љубавото во нас не се гледа веднаш. Некои растат побавно, некои се различни, но тоа не значи дека не се прекрасни. Само значи дека се уште не го нашле своето место.